Ова претпладне, браќи и сестри, сакам да зборувам за нашите искуства со Господа. Ако сакаме наслов да дадеме за ова проучување, за мене посебно проучување, сум го поделил во повеќе места и секојаш ме вземаат посебни чувства кога разговарам за ова, а ќе видите и вие, затоа што ова кажува кој сме ние. Ако сакаме да дадеме наслов на ова проучување, можеме да кажеме зошто и како Светото Писмо не учи да ги памтиме нашите искуства со Господа. Зошто и како? Две прашања ќе бидат во фокусот на нашето денешно проучување. Но дозволете ми да кажам дека искуствата што ги стекнуваме со Господа е нешто многу важно и значајно за секого од нас во нашиот живот. Тоа сме ние. Јас слободно можам да кажам, тие дават смисла за нашиот верски живот. Ајде вака да ги поставиме работите. Замислете да немаме искуства со Господа. Се молиме, а молитвата до плафон. Никако понатаму. Бараме од Господа, а нема одговор. Замислете, немаме поврзано со Господа, нема искуства, нема живот. По мене, искуствата дават смисла затоа што тие ни кажуваат дека ние не сме сами во овој свет. Има некој што не сака, некој што мисли за тебе и за мене. Некој кој што не му е сеедно како живееш во овој живот, на оваа земја. Јас имам обичај да кажам дека искуствата на некој начин, ако можам така да кажам, ни го приближуваат Господа. Оној Бог кој што е таму горе, теолозите го нарекуваат трансцендентален Бог, таму горе. Кога имам искуства, постанува близок наш Бог, тука, покрај нас, со нас. Искуствата ни помагаат да го доживееме Бога на поблизок и подобар начин. Ако сакате некоја дефиниција да кажеме, можете подобро ќе кажете, ја викам дека искуствата се всушност Божја манифестација. Манифестација на Божјата присутност. Се молам, Бог ми услишува молитвата и јас со очите на верата, што? Го чувствувам Бога во мојата средина. И да ви кажам, за овие 25 години како сум направил завет со Господа, 1. февруар во Колешино, направив завет со Господа. Толку искуства Бог ми дал во мојот живот. Просто кога седам и размислам за нив, си викам како Господ има. А како црква пак, кога би станал секој брат и сестра тука што сме шутуризали да кажат какви сви искуства Господ ни кажал и ни дал, цела сабота нема да ни биде доволно да ги кажеме сите искуства со Господа. Ние тогаш сакавме бар дел од нашите искуства да ги запишеме во оваа драга книга. Ќе читам некои мисли од Духот на проштото што сме ги напишале на почетокот на оваа книга. И всушност, браќи и сестри, секоја библиска книга, а ги има 66 во Светото Писмо, се ништо друго, него секоја библиска книга на посебен начин ни кажува како Бог делувал во корист на својот народ во секое време. Дури книгата Естира, која што не го споменува Божето име отворено, и таа кажува како Господ делува во корист на својот народ. И јас денеска ќе земам една старозаветна книга, по мене, во таа старозаветна книга, во краток временски период, Бог дал огромни искуства за својот народ. И сакам да ги поделам тие искуства во таа книга со една цел, да се сетиме на своите искуства. Таа книга само ќе ни послужи како слика за нашите искуства што треба да ги доживееме со Господа. По мене, книгата Излез, или втора книга Мојсеева, од Стариот Завет, е книга која што е набиена, начичкана, ако можам така да кажам, со Божјата присутност и со искуствата што Божиот народ ги доживеал. Дозволете ми на самиот почеток да дадам еден преглед на оваа книга, мал кус, кој што ќе ни биде многу значаен, за да одговориме на овие две клучни прашања од оваа тема. А кои се тие две прашања што ќе ги одговориме? Зошто и како треба да ги памтиме нашите искуства со Господа? Ќе се послужиме од оваа книга. И за мене беше вистинско откровение, посебно вториот дел, како да ги памтиме нашите искуства со Господа. Ќе видите
за мене беше откровение како книгата Излез зборува како да ги памтиме нашите искуства со Господа. Но дозволете ми една слика да дадам за оваа книга, втора книга Мојсеева или Излез. Вие знаете, ова книга е интегрален или составен дел од петте книги Мојсееви, нели има? Прва, втора, трета, четврта и пета. Втората е составен дел од сите овие пет, од петокнижието. Авторот е Мојсеј, знаеме, нели така? 40 глави има. И тоа е книга каде што Господ на посебен начин го благослови својот народ. И оно што мене е многу интересно, ова книга почнува со благослов, завршува со благослов. Како? Еве како. Најголемото пророштво во петте книги Мојсееви, кој е? Освен она во 3.15, кога Бог вели, нели така, ќе дојде спасител од жената. Второ најголемо пророштво во петте книги Мојсееви е 12 глава 1 до 3. Што му или Бог на Аврам? Во тоа пророштво. Излези од својата земја, од својот род, нели така и каде? Оди во земјата што ќе ти ја покажам. И од тебе што? И од тебе што ќе направам? А тој нема син. Како? Бог ветува нешто што со очи Аврам не може да го види. Ама Бог ветува. Кога Бог ветува, не се сомнуваме, брати и сестри, дека Бог тоа ќе го оствари. Затоа што Бог никогаш не стои по страна да не вети тоа што значи да го исполни тоа што ветил. И сега во втора книга Мојсеева на почетокот како ова пророштво се исполнува. Божиот народ Израел во прва глава, во почетокот на Излез, што се случува со него? Што доживува? Експанзија од што? Од раст, нели така? Колку луѓе дошле Јакововите синови во Египет кога било глад? Пишува 70, така? А што гледаме тука во прва глава? Божиот народ што? Расте. И фараонот што кажува? Абе, луѓе, ние сме во проблем. Овој народ расте и можат да не совладат. И ние сме во опасност. А овој раст во прва глава е благослов, затоа што Бог му ветил на Аврам, од тебе ќе направам што? Голем народ. Значи, Излез, втора книга Мојсеева почна со благослов. Божиот народ што? Расте. А како завршува втора книга Мојсеева или Излез? Исто со благослов. Како знаеме. На крајот, од 25 глава до 40, освен 32 и 33, гледаме како Бог дава совети да се изгради што? Светилиште, нели така? И се гради светилиштето. И на крајот во 40 глава, што прави Бог? Што дава совет на свештениците? Да го што? Да го благословат светилиштето. Многу интересно. Излез, втора книга Мојсеева, почнува со благослов, завршува со благослов. Ова е благословена книга. А внатре во тие 40 глави, мноштво искуства Божиот народ доживува со Бога. Како? Па сетете се само на 10 зла. Реката постанува крвава. Нели така? Доаѓа Мојсе пред фараонот и разни чуда прави тука. Едно по едно чудо. Систематски Бог го уништува Египет, не затоа што сака да го уништува, него затоа што срцето на фараонот е многу тврд и сака Бог да му покаже едноставно кој е газда во свемирот. Тук имате борба помеѓу двајца. Еден вистински Бог и еден така наречен, ако можеме да го наречеме, кој што во еден момент на Мојси народ му викат: кој е Господ, јас да го оставам? 5 глава 2 стих, нели така? Атеистички пристап. Господ му покажува кој е. 6, 7, 8, 9, 10 глава, Бог му покажува кој. И 10 зла, Божиот народ гледа со своји очи и не може да верува таа империја Египет, која што е силна, потпаѓа, подклекнуваат под Божјата интервенција, така ли е? Бог дава искуства, 10 искуства, за 10 дена Бог дава за својот народ. И што мислите, искуствата прекинуваат тука? Дали Бог ја прекинува својата манифестација во Египет и понатаму, од Египет до Хананската земја, до Синај, да кажеме, прекинува? Не прекинува. Им дава вода, им дава леп, ги победува нивните непријатели, така ли е? Кои сви искуства Бог ги дава? Многу. И моето клучно прашање: зошто Бог ги дава сите овие искуства? Значи, во втора Мојсеева, Излез, не е прашањето дали Бог може да дава искуства, дали Бог може да ја покаже својата сила. Тоа не е прашањето. Бог ја покажува. Знаете кој е клучно прашање во Излез? Дали Божиот народ
ќе се сети на сите тие искуства или ќе ги заборави. Кој е жалното искуство? Втора Мојсеева, па го читаме и четврта, малци имам и трета. Кој е жалното искуство на Божиот народ? Нажалост, Божиот народ во Стариот Завет има амнезија за Божието делување. Заборава многу. А Бог дави искуства зошто? По мене, еден од топ текста од Духот на пророштвото, топ 5, по мене има повеќе текстови од Духот на пророштвото, али имам 5-6 текста кои што по мене се топ и кои што би требало напамет да ги знаеме. Еден од нив напишав тука, што дава одговор на прашањето зошто не треба да ги заборавиме искуствата со Господа. Еве што вели. Одбрани сведоштва, книга 3, 162 страна. Проучувајќи ја нашата историја, вели слугинката Господова, нашето минато, минувајќи го секој чекор во напредувањето до нашата сегашна состојба, можам да кажам, слава на Бога. Кога гледам што се Бог сторил, вели слугинката Господова, полна сум со воскит и доверба во Христа како водач. И сега со болдирано го напишавме тука. Ние нема од што да се плашиме за иднината, освен ако го заборавиме патот по кој Господ не водел и неговите поуки во минатото во нашата историја. Ние ќе бидеме силен народ ако се потпреме на Господа затоа што ракуваме со мокните вистри на Божиот збор. Еве што беше проблемот на Божиот народ во книгата Излез. Заборавиле. Постојано една песна пеат. Таман ќе дојдат до некој искушение што се наши пријатели, искушенијата ни помага да растеме, ќе дојдат во ситуација да немат вода, Господе, зошто си ни извело тука? Ќе дојдат во ситуација што да нема што да јадат, Господе, зошто си ни извел? Зар немаше гробови во Египет? Ќе дојдат во ситуација да околниот народ ги заобиколил да војува со нив, тие место на Бога да се обратат, што си рекол во себе? Господе, зошто си ни извел од Египет? Кога ги забораваме нашите искуства со Господа, ние доаѓаме во ситуација да се сомневаме во Бога и во Божите активности за нашиот живот. И затоа, браќа мои сестри, знам дека секој од вас има искуства. Што не држи нас тука? Што е нашиот мотив што сме ние едноставно христијани адвентисти? Златниот град? Никој од нас се го видел. Нели така? Што друго? Исус треба да биде. Животот со Него. Оно што го дал. Ние вредиме во Божите очи. Тоа сакав да кажам, но сега ќе го кажам. Исус платил скапо за нас. Да ве прашам, сите вие што се занимавате со трговија, кој ја одредува цената на еден производ? Оној што ја продава или оној што ја купува? Внимавајте. Одговора што ќе го дајете. Кој одредува цената на еден производ кој се продава? Оној што ја продава или оној што ја купува? Сигурно? Да, оној што ја продава нуди една цена, ама оној што ќе ја купи, така ли е? Која цена Исус ја платил за тебе и за мене? Најголемата. И што со тоа сакал да каже? Ние сме му вредни. Ти си вреден во Божите очи. Сите ние сме вредни. Не знам какво детство да си имал, не знам од каква позадина, од кое место доаѓаш, не знам каква боена кожа да имаш, не знам што е твој, што викат бекграунд, позадина, нели така? Ние вредиме во Божите очи. Исто Павле ќе каже во Ефесите 2 глава од 8 до 10 стих, ние сме Божие дело. Божие дело. Новозаветниот грчки ќе каже, ја нели поема, ние сме поема. А речникот за поема кажува, поема е уметничко дело. Што си ти и јас за Бога? Уметничко дело. А како уметниците се поставуваат спрема уметничките дела? Многу внимателно. Многу внимателно. И затоа Исус кажува, ако соблазнете еден од овие, што? Како ќе помине? Ние сме вредни. Ама Бог сака да не заборавиме кој сме и да не заборавиме кој е Бог. Да не ги заборавиме искуствата. Ер по мене, 3 работи може се случат ако ги заборавиме искуствата со Господа, и на овој начин го завршувам првиот дел од ова проучување, а ќе одам повеќе на вториот дел. Кои се тие 3 работи што може да се случат во твојот и мојот духовен живот ако ги заборавиме искуствата со Господа? Прво, историјата од Израел тоа ни учи. Ке почнеме да мрмориме, ке почнеме да негодуваме, ке почнуваме да се сомневаме. Тоа е прв производ што ќе се појави во моментот
кога ќе заборавам како Господ ме води. Ќе мрморам, ќе се сомневам и едноставно ќе дојдам во една незгодна ситуација. Втора работа, ако ги заборавам искуствата со Господа, мојата иднина ќе биде неизвестна. Jer слугингата Господа добро кажала. Иднината нема да ни е проблем, ако само се сетиме како Бог не водил во минатото. Ајде обратно сега да кажем. А ако заборавиме како Бог не водил во минатото, каква ни иднината? Неизвестна. По самото наше име адвентисти ние имаме иднина. И никогаш тоа да не го заборавиме во нашиот живот. Ние имаме иднина. Ние знаеме зашто живееме. Ке дојде време кога луѓето ќе кажат: ти си знаел на кого си верувал. Ти знаеше зашто живееш. Да. И трета работа. Трета нус појава, ако можам така да кажам, или негативна работа што може да се случи во моментот кога ќе заборавиме нашите искуства со Господа е: ќе го доведеме во прашање дури Божето постоење. Да. Еден адвентист никогаш нема да каже со зборови дека Бог не постои. Ама, браќи и сестри, ако еден адвентист постојано се сомнева, ако еден адвентист постојано мрмори, ако еден адвентист постојано незадоволен, што тоа кажува? Бог е жив за него. Вие знаете да потсеќам, еднаш кога Мартин Лутер беше онака многу тмурен, онака, значи, многу вака некако собран во себе и не покажуваше знаци на вера, неговата сопруга сакаше да го привлече неговото внимание, но никако не му успеала. Многу беше свртен према себе, заборавил на Бога во еден момент. Сеќавате што неговата сопруга направила? Што му рече во еден момент? Мартин Лутер, имам една вест да ти кажам. Ајде, вика, Бог е мртов. И одеднаш Мартин Лутер се освестил. Чекај, жено, како? Што зборуваш ти? Да, вика. Твојата постапка, твоето дело, твоето однесување покажува како Бог да е мртов. Опа, и почна Духот Свети да работи. Чекај, вика, што правам јас? Тоа што го правиме на овој свет покажува дали Бог е жив или мртов. Имаме жив Бог. А тој жив Бог сака да се манифестира преку нас, преку искуства. И затоа, брате мои и сестро моје, немојте никош да ги заборавите искуствата со Господа. Тој е она што не држи во животот. Да ве прашам само. Колку набрзо, дали памтите колку време поминало кога Бог најбрзо ви одговори на вашата молитва? Еве еден тест сега да направиме. Сигурен сум дека многу молитви Бог ви услишил. Дали се сеќавате на најбрзата можна услишена молитва што сте имали од Господ? Раđemшите? Амин. Верувам секој од вас можеме да кажеме и убаво да се сетиме нашите искуства. Сеќавам во војска, во Штип, кога бев онака, значи, толку искуства Бог ми дал тамо, али, браќи и сестри, не поминала една минута како Бог ми услишал на многу важна молитва. Една единствена молитва. И тоа, значи, молитва Господ да ме сочува да не одам сабота да работам. Една минута само. Често тој искуство го кажувам. Значи имаме Бог кој што може многу да услишува, многу да може да манифестира својата присутност, да ни даде искуства, само треба да бараме. Бог е на наша страна. Тоа да не го заборавиме. Ајде одиме се на вториот дел, што за мене е вистинско откровение од книгата Излез, што ќе читаме сега, да видиме на кои све начини книгата Излез ни кажува како да ги памтиме искуствата со Господа. Ер пазете. Бог не сака само да се сетиме, него треба да направиме нешто како да ги памтиме тие искуства со Господа. Jer што вели Псалам 103, Давид ќе каже: благословувај го душо моја Господа, и што вели? Не заборави, али во Библијата, во еврејскиот тум, нешто да не заборавиш, не се однесува само на интелектуално ниво, само нешто да не заборавиш.
Ти нешто треба да направиш, со што тоа што ќе го направиш, ќе дадеш до знање дека тоа не си го заборавил. Еве, например, 4-та Божја заповед како вели? Сети се нешто. Ама како ние тоа го прави Божјиот народ? Со тоа што не работи, со тоа што доаѓа на богослужение, со тоа што се моли на Бога. Значи, во Библијата, кога вели не заборавај или сети се, Бог очекува нешто конкретно да направи Божјиот народ, да покаже дека не заборава. Во продолжение, ќе спомнам најмалку 8-9 работи, што книгата Излез ни ги споменува, како да ги памтиме нашите искуства со Господа. За мене беше тоа вистинско откровение, а верувам и за вас. Ќе представам неколку предизвици пред вас. Ајде по ред да одиме. Отворете заедно со мене Излез, втора книга Мојсеева, 13 глава. 13 глава. Првиот стих го читаме во 13 глава. Третиот стих би сакал да се вклучите во читањето, би било убаво. 13.3, што вели? Има некој доброволец? Може? Повели. Добро, во право се, да. Еве што вели. 13.3. И Мојсие му рече на народот: памти го овој ден, кога излеговте од каде? Од Египет, од домот на робството, зашто Господ со силна рака што? Ве извади отаму. Застанам тука. Памти го овој ден. Кој е тој ден што требаше Божиот народ да го памти во Стариот Завет? Кога излега од каде? Од Египет. Ајде секојаш ќе направиме апликација за овие 8 работи што ги спомнав, апликација за нас. Кој е оној ден кога ти и јас излеговме од Египет, од овој свет? Така е. Денот на крштевањето. Тоа е денот кога ние сме излегли од овој свет. Додуше, ние порано сме знаеле за Бога. Ние порано сме читале, нели, Библијата, и порано сме били во молитвениот дом. Меѓутоа, што вели Исус? Оној ден кога сме направиле завет, што сме кажале на Исуса? Господе, од денеска пред целото небо ветувам дека ќе бидам на чија страна? На твоја страна. А Исус вели, кој ќе ме признае мене пред Бога и пред луѓето? Пред луѓето јас ќе го признавам пред каде? Пред Отецот. Денот на нашето крштевање. Тешко прашање имам за вас. Не е од доктринalна природа. Го памтите ли денот на вашето крштевање? Сите ли? 10 уште малце ќе дојде. Памти. Сите ли го памтиме? Катастрофа ќе биде во нашиот духовен живот ако го заборавиме денот на нашето крштевање. Сега имам уште потешко прашање. Дали повеќе дали го одбележувате денот на вашето крштевање? А денот на вашето раѓање? Вика, брате, на Фейсбук сите ми честита. Така ли? Сега да ја прашам. Што е поважно? Да го почитуваме денот на нашето крштевање или денот на нашето раѓање? Некој паметен па ќе каже вака, па добро, пред да се крстиш мора да се родиш, нели така? Ама Исус ќе каже роденото од тело, тело е вика, ама роденото од дух, дух е. Така ли е? Брати и сестра, ако си заборевил, обрати се на проповедникот онака. Има во црквена книга сигурно датум на твоето крштевање. И тој ден направи гозба во твојот дом. Викни ги твоите пријатели и кажи му: еве, тој е најдобар начин да сведочите. Повелете, дојдете кај мене. Сите дека се прашаат: чекај бе, ти одамна си се венчал? Ти одамна ова, знаете, ќе кажат луѓето: зошто не викаш сега вака? Имам посебна причина. Дојдете да ви кажам што значи за мене овој ден. Денот на моето обратување. Тоа е момент кога јас добив нова смисла за мојот живот. Едноставно имам нешто нераспадливо што учев во библиска поука. Дојдете да поделам заедно со вас. Фантастична прилика да проповедате за Господа тогаш. Можем ли да ветиме дека од денеска ќе се интересираме за денот на нашето крштевање и ќе го одбележиме на посебен начин? Имаме мандат, имаме библиски совет. Библиски совет имаме за тоа. Ева, ова е еден од 8 начини како книгата Излез ни кажува како да ги памтиме нашите искуства со Господа. Така ли е? Одиме понатаму, брзо ќе одиме, затоа што можем за секој овие цела проповед да зборуваме, но рафално ќе збориме една по една, а вие самите исто така тоа во вашето лично проучување, па продлабочете го сето тоа дома. Може да се запишете некои работи. Ајде отворете заедно со мене сега исто втора Мојсеева, 12 глава, 2 стих. Вториот начин како да ги памтиме нашите искуства со Господа. Еве што вели. Овој месец да ви е почеток на месеците. Прв месец да ви е во годината.
Многу пати сме го читали овој стих и споминале преку него, нели така? Знаете кое духовно богатство содржи овој стих од Библијата? Да образложам, па да излечеме апликација за нас. За кој месец тука Бог покажува? За излезот. Значи, за настанот кога излега од Египет. И вика, овој месец, нека ви биде што? Прв. Сушност, јас имам, од това добивам дојам дека Бог тука почна да го направи календарот. Календарот Бог почна да го направи. Но кажете ми во тој календар што Бог го направил, кој е првиот месец во календарот? И зашто е врзан тој прв месец? За излегувањето. За излегувањето. Бог сакал да каже, календарот обично е нашата агенда што имаме ние секој ден во нашиот живот. Секој од нас има своја дневна, седмична, месечна, тромесечна, годишна агенда, нели така? Кога се будиме сабајле, јој, што све треба да направиме? Ова, нели така? А Бог вели застани малце. Застани малце. Прва работа што треба да направиш, апликација за нас од тоа. Во твоите дневни активности што треба? Да се сетиш на твојот излез. Брати и сестро, замислите кое духовно пробудување ќе се случи во нашите редови, кога секој од нас, пред да го почне денот со своите редици активности што треба да ги направи, животот е многу динамичен, сите очекуваат да бидеме на многу места, да завршиме многу работи, замислите кога секој од нас, првите моменти ќе ги посвети да се сети на својот излез, да се сети на Бога, да се сети на своето крштевање, да се сети на своите најубави искуства. Чудо би се случувало. Ајде да почнеме веќе од наутро, утре кога ќе се пробудиме, пред било што да одиме, да направиме. Знаете, ние ноќта пред тоа, пред да легнеме, размислуваме, чекај што утре ме очекува да направам. Во вашата агенда, прва точка ставете, да се молам на Господа, да се сетам на мојот излез. Чуда ќе се случуваат. Книгата Излез не поучува Бога да го ставиме на прво место во нашата агенда. Тоа е пораката што излекувам од овој текст во 2 Мојсеева, 12 глава, 2 стих. Трета работа. Одиме рафално. Спомна некој пред нас. Кој празник Бог го воспоставил како спомен на излегувањето од Египет? Пасха, нели така? Во Стариот Завет беше Пасха, а во Новиот Завет вечерата Господова, нели така? Се заколе нашата Пасха, вели Павле таму во посланијата. Што е порака за нас? Светата вечера, браќи и сестри, дали очекуваме со нетрпение? Дали ја планираме? Дали е посебен празник за нас? Или една од многуте обреди што ќе ги направиме? Според Библијата, светата вечера треба да биде најсвечен момент во нашата црква. Настан што треба да го планираме. Настан во кого треба да ги повикаме нашите пријатели. Нека дојдат, нека видат што за нас значи ова. И треба да се подготвиме за тоа. Клучно прашање не треба да биде дали треба да земам света вечер или не. Ѓаволот секогаш тука не ги врти нашите мисли. Па јас сум недостоен, па да, јас сум недостоен. Има само еден достоен, вие знаете спрема Откривение 5 глава, само еден бил достоен. Тој јагнето што ги отвори книгата со печатите. Па мојата недостојност е прилика да се фатам за Божјата достојност и да се спремам за светата вечера, да направам празник, а вие знаете кога е празник, посебни се чувствата. Ајде секоја света вечер нека ни биде празник, да ги поканиме нашите пријатели. Еден пријател наш во Шуторизари пред 2 свети вечери, тој наш добар пријател дојде прв пат сабота предпладне во црква кога имавме света вечера. Тоа е што е петок, пријател Шабан го знаат нашите, значи тука. Излезе после света вечера кога заврши се поздрави со мене. Човекот по прв пат видов како заплаче. Заплакал човекот и кажал следниве зборови. Тука, вика, го осетив Божето присуство. Никош такво нешто, вика, не сум видел на друго место. Бил тој и на други свети вечери во други верски заедници. Ама, вика, тука осети, вика, Бог ме повикува тука да бидам. Браќи и сестри, да не заборавиме, да не усаствуваме од вечерата Господова. Тоа е моментот кога на сите им кажувам, еве, за ова јас живеам. Јас имам небо, имам спасение, имам вечен живот. Сакам да живеам со Господа. Тоа се 3 начини до сега ги спомнавме, значи како треба да ги памтиме нашите искуства со Господа. Прво, да го памтиме денот кога направивме завет со Бога. Второ, во нашата агенда, дневна, седмична, месечна, Бог да ни биде прво, излезот на прво место, се останато после. Трето,
празникот Света вечера да ни биде едно посебно нешто што на посебен начин ќе го доживееме и планираме и направиме, да биде прилика за луѓето што ќе видат да дојдат кај Господа. Четврти начин, како книгата Излез ни кажува да ги памтиме искуствата со Господа. Да ве посетам. 14 глава. Божиот народ се соочува со еден предизвик. Пред него е Црвено море, лево и десно планини големи, а назад египетска војска. Напаѓаа со цел да ги уништат, да ги вратат назад. Божиот народ е во страв, во очекување. Што ќе биде понатаму? Што ли ќе се случи? Божиот водач Мојсей, нели така, како што секогаш и сега дошол кај Господ и вели: Господе, што да направам? И приметите во Излез, Бог никогаш во ниту една прилика не рекол: врати се назад. Него што рекол? Оди каде? Ама Црвено море пред мене, како напред? Ке паднеме, ке се удавиме, ке не нема. Додека сум ја жив, Бог вели ке ве има. Ама Црвено море, тоа мене не ми е проблем. Вие знаете, Исус и газал по морето. Исус го создал морето. Исус го отворил морето. Поминале од тука. Излего на крај живи. Сите останати непријатели. Тоа беше за последен ден во нивниот живот. Тоа беше големо искуство за Божиот народ. Значи, искуствата не престанале со излегувањето од Египет. Не го продолжиле понатаму. И сега кажете ми, ке се сетите, што Бог направил? Односно, што Божиот народ направил после ова искуство? 15 глава. Излез. Што направил? Пеел! Пеел, браки се. Песната е начин како да изразите благодарност на Господа. Како да се сетите на искуствата. Па вие знаете, сите овие 150 псалми се напишани со цел да се каже одредено искуство. И тие се пеат, вие знаете. Песната е нешто што на посебен начин едноставно ги допира нашите чувства со Господа. Некој кажал, песната е крвта на свемирот. Добро, ние го знаеме тоа што туризет, нели така, значи. Јас кој ми велам, пејте, нашите што туризет, не бе, брате, немој да кажеш пеј. Кажи која песна, вика, немој ти кажеш пеј, кажи песна и почне, вика, готово е. Тоа е нешто што треба да биде нешто природно за нас. Али имам едно прашање тешко за вас. Дали пееме само на богослужение, сабота, пето? Дали ни е природно и недела, и понеделник, и вторник, и среда, и четврток? За нас адвентистите е природно. Добро, знам на што мислиме. Ама за нас адвентистите треба да биде природно да пееме, нели така? Имам сега едно уште потешко прашање. Давид вели, јас му пеам на Господа рано наутро. Ајде. Како сега тоа? Ајде да пеаме, брати, и недели, понеделник, некако ќе. Ма рано наутро, уште не сум се пробудил да пеам. Тоа кажува дека човекот доживеал нешто посебно со Господи, не може да молчи. Не може да молчи. Браки и сестри, може би некој има дар за песна, некој може би не. Али она што го имате во себе, било кој дар, на посебен начин покажете му на Господа дека ги цените искуствата со него. Тој е четврти начин. Пето. 17 глава, втора книга Мојсеева. Амалик доаѓа, сака да го уништи Божиот народ. А овие робови излегува, не знаат како да се борат. Што да направат? Бог ги оставил? Не, имам план за вас. А Мојсей нека ги дигне рацете своји и стапот што го има во рацете нека ги дигне горе, вели, нели така? Много интересно. И кога вика во таква состојба Мојсие, Божиот народ што правил? Победувал. Таман вика рацете ќе му тежнат, што прави? Божиот народ губи. И сега Бог сака да ги учи една вредна лекција. Тимска работа. Ајде вика Арон, ајде и ти Ор, дојдете, братот на Мојсей, нели? И Ор, се предпоставува, еврејска традиција вели дека Ор бил зет на Мојсей, сопруг на Марија, се предпоставува, и вика, дојдете тука и држете ги рацете на Мојсей. Ама многу важен момент. Мојсей седнал на каменот. И овие ги држат рацете. И Божиот народ што? Победил! И кога победил, не завршило тука све. Кој совет Бог му го дал на Мојсей? 17 глава 14 стих. Ајде да го прочитаме. Ова е пети начин како да не ги заборавиме нашите искуства со Господа. Што вели 17:14? Потоа Господ му рече на Мојсей: запиши го тоа за спомен каде? Во книгата. Запиши ги искуствата. Водете дневник како Бог ви помогнал да со некој проблем излезете на крај.
Зошто? Бог знаел дека ние ќе забораваме. Бог знае колку држи нашиот хард диск. Бог затоа вика, земи се ден екстерен на страна, запиши се ги сите работи таму. Чувај ги таму на страна. И од време на време што да правиш со тие запишани искуства? Необично се радувам и скоро плачам кога ги читам овие искуства што моите браќи и сестри ги доживеале во Шуторизари. 20 искуства на обратување. Ако некој не ги прочитал, јавите ме, ќе ги донесам, читајте ги. Прекрасни искуства како Господ ми дал. Затоа што ние забораваме. Новите информации ги потиснуваат старите и ние забораваме. Запишете ги вашите искуства. Тоа е петиот начин. Шестиот начин, одма тука близко, еден стик понатаму. Што вели таму? Уште нешто. Освен што треба да ги запишат искуствата, 15 стих, што направил Мојсей? Тогаш направил Мојсија што? Жртвеник. Тоа е шести начин како да не ги заборавиме нашите искуства со Господа. Олтар. Зошто служили олтарите во Стариот Завет? За принесување на жртви. Нели така? Најдобар начин да му служиме на Бога, вика, да го принесеме нашиот живот, нашето тело. Вели Римјаните 12:1 вика, вашето тело нека биде жива жртва. Нели така? Но исто така ние со нашите дарови што ги имаме, браќи и сестри, што ги приложуваме, материјални, ние едноставно покажуваме дека цениме сето она што Господ прави и понатаму ќе прави за нас во нашиот живот. Тоа е шести начин како не треба да ги заборавиме искуствата со Господа. Седми начин, да се вратиме глава поназад, само да ги споменеме. 40 години како Бог ги хранел Божиот народ во пустиња. Со мана, нели така? Па секој ден им дава чудо. Замислете, наутро пред сонцето да изгре медени колачиња. Тоа е тоа. Медени колачиња паѓаат од небото. Целото небо во служба на Божиот народ. Сите што станувале пред зори, односно пред изгрее сонцето, што? Си земале, за тој ден, ако земале, нели како што учи таму советите, биле благословени. А сабота? Петок, добро слушате, само да ја тестирам, добри сте, супер. Значи, петок 2 пати повеќе, нели така? Али слушайте сега што ми е многу интересно. Додека биле робови, тие изгубиле свест за саботниот ден. Така? Тие работеле бе таму по 12, 14, 16 часа работеле таму и млади умирале. Бог со овој чин 40 години сакал во нивните мисли да потенцира колку е важен саботниот ден. 40 години. Видите, Бог има план за рехабилитација. Ако ѓаволот сака од нашите мисли да го тргне она што е свето, Бог има друг план како да го врати тоа повторно. И сега кажете ми, што му советува на крајот, кога маната завршува таму, кога влегуваат, нели така, што требаше Божиот народ да земе, за да стави таму на страна, знаете, во шатрот со станок? Да земе во некој сат, што? Мана, да се сети како 40 години, што? Ги хранел. Која е тоа апликација за нас? Ако Бог ти дал некој искуство, земи некој детал од тоа искуство, некој детал што за тебе е својствен, што ќе те подсети на тоа искуство. Jer маната, собрана во тој мал сат, треба да ги подсети на тие 40 години како ги хранел. А ти и јас кога ќе стекнем некој искуство, земи некој детал од тоа искуство што ќе те сети на тоа искуство. Бог не сака да заборавиш. Заборавањето е пропаст. Памтењето живот. Само уште два начина, значи, на крајот, пред да закружиме, како да не ги заборавиме искуствата со Господа. Ова е најдобар начин пред последниот. Отворете заедно со мене 18 глава. Ова е најдобриот по мене начин, како да не ги заборавиме нашите искуства со Господа. 8 начин е поред. Од 7 стих читам понатаму. Ајде, 6. И му порача Мојсей на својот, нели така, дедо. Вика, односно Јотор му вели, ја одам, вика, за Мојсей, Јотор му кажу на Мојсей, доаѓам кај тебе со жената твоја и двата твои сина. Нели така? Со модерен речен да кажам, Јотор му напишал мејл на Мојсей и вели, доаѓам кај тебе, или SMS порака му испраќа, нели така? А и 7 стих што вели таму, и Мојсей излезе на средба на својот дедо и му се поклони според тие обичаи, го бакна и го праша, шалом, за здравие, го праша. Па влегоа под шаторот него. И слушайте сега најубавиот момент, 8 стих. Најдобар начин како да ги памтиме искуствата со Господа. И му проповеда Мојсей на својот дедо
се што Господ направи на фараонот и сите неволји што ги имал и се оно што ги снашло по патот и како Господ ги избави. Немаше телевизија, немаше интернет, немаше работи што ги привлекува нивното внимание. Биле насамо тука, имале храна пред себе, можам да замислам под шаторот. И со задоволство Мојсе почна да проповеда, да кажува. И пазете што тоа родило во срцето на Јотор. И се радуваше Јотор. Па како нема да се радуваш? Па си се чувствува радост кога проповеда, што е нешто најубаво што може да се случи во животот на еден човек. И се радуваше Јотор на сето добро што Господ направил на Израел и рече Јотор. 18 глава извештај на обратување на еден свештеник. И рече Јотор, благословен е Господ, кој ве избави од рацете на египчаните и од рацете на фараонот. И сега гледам, што вели, дека Господ е поголем од што? Од сите богови. Пренесувањето на искуствата што сме ги доживеале, раѓаат нови искуства. Може Бог да го проповеда Евангелието на многу поедноставен начин и многу побрз начин. Ама Господ дал таа радост да ја доживееш и ти и јас. Ајде, браќи и сестри, зошто да бидемеускратени секој ден за ова радост? Секој ден молете му на Господа. Господе, дај ми радост да проповедам денеска. Да кажам што си ми направил. Jer pazite, ponekad se prešuvаме, leleve, како ќе проповедам, па ќе ми постават прашање што јас не го знам. Немој да се мачи со тоа. Дали се ќавате кој совет Исус им го дал на сите оние што ги излекува на земјата? Иди и кажи што? Што Господ ти направил? Немој да се оптеретуваш со доктрини првенствено. Чекај, има време за тоа. Прво кажи што Господ ти направил. Па што ќе обрати едно срце од надвор од светот? Па така е. Ти можеш библиски, доктринално, теолошки, да му ги споменеш сите 5-6 најголеми докази за постојањето на Бога. И космолошки аргументи, и телеолошки аргументи, и аргумент на религијата, да ги не споменеме сите аргументи. Тој кога те слуша ќе каже, не верувам. Не верувам. Ама ќе му каже, слушај ме, јас бев тако. Можда алкохоличар, можда оваково, онако, било како. Али слушај ме, кога клекнав на моите колени, му се обратив на мојот Бог. Јас сум постанал друг човек. Бог го промени моето срце. Бог донесе мир во моето семејство. Радосен сум со мојата сопруга, со моите деца. Комшиите ме поздравуваат, понатаму бегале од мене порано. Што ќе каже сега пријателот? Ќе го негира ли тоа? Може би ќе се труди да го негира тоа. Ама совеста ќе му каже, тој е променет. Тој е променет, тој е друг човек. Браќи и сестри, немојте никогаш да заборавите да ги делите вашите искуства со Господа. И последна работа на крајот, 9 поред, како книгата Излез ни кажува да се сетиме на искуствата на Господа, се наоѓа запишано во една од најпознатите глави во Излез. 20 глава. А што имаме 20 глава? Заповедите Божи, нели така? Ајде да видиме како почнува 10 заповеди. Тогаш рече Бог сите овие зборови говорејќи. Јас сум Господ Бог твој, кој што сум те? Кој момент на почетокот на 10 Божи заповеди? Кој што сум те извел од каде? Од земјата египетска, од домот на робството. Немој да имаш други богови покрај мене. Клjuč. Клjuč да го разбереме спасението и искуствата со Господа. Дозволете ми да образложам. Господ на почетокот на 10 заповеди, на прво место што го става? Излезот. Излезот од Египет. Спасението. Бог себе се представува во 10 заповеди како ослободител. Нели така? Спасител, ослободител. Многу луѓе нам ни замеруваат како адвентисти, вика, вие сте легалисти. 10 заповеди ги почитувате. Не сме легалисти. Во суштината на 10 заповести е избавувањето, милоста Божја. Заради што Бог не избавил, па потоа ние почитуваме сите останати заповеди. Прво доаѓа милоста во 10 Божи заповеди, а се останато. Али слушате што е многу интересно, што за мене е откровение. 10 заповеди го регулираат нашиот однос со Бога, првите 4, и нашиот однос со ближните. И Бог преку овие стихови сака следно да ни препорача апликација за нас. Нека твојот животен стил, твојот однос со Бога
и твојот однос со ближните нека биде моделиран според излезот. Со други зборови, излезот од овој свет нека ти биде мотивација да го сакаш Бога и да ги сакаш ближните. Тоа нека ти биде животен стил. Така живеј! И кога си на улица, и кога си на пазар, и кога си во црква, и кога си во гости некаде, нека излезот биде, ако можам така да кажам, нема да бидам погрешно разбран, амајлија. Твоја мајлија. Вие знаете, луѓето од погрешни побуди носат амајли, ние тоа не го признаваме, тоа не е библиски, нели така. Али замислите кога ние излезот, денот на нашето обратување, би била наша мајлија, ако можам така да кажам. И кога те прашам некој, што го носиш тоа? Тоа ме потсеќа на денот на моето излегување. Што тоа за тебе значи? Еве шанса да проповедаш. Браќа мои, сестри мои, да не ги заборавиме нашите искуства со Господа. Дозволете ми на крај да резимирам, пред да пееме песна и пред да упатиме молитва на Господа. Господ не сака да ги заборавиме искуствата, зошто? Прво, затоа што ќе почнеме да мрмориме, затоа што ќе почнеме да се сомневаме. Второ, ако не сакаме иднината да ни биде неизвестна, тогаш ги забораваме искуствата со Господа. Бог вели, немој да ги забораваш. И трета работа, памти ги искуствата со Господа, за да дјаволот не те донесе до таква ситуација, дури и да го заборавиш Господа. Затоа, спомни се сите искуства со Господа. А на крај како? Употребете еден од овие 9 начини, што ги спомнавме, како да ги памтиме нашите искуства со Господа. Прво, што рековме? Памти го денот кога си направил завет со Господа. Второ, Бог нека ти биде најглавен во твојата дневна, седмична, месечна агенда. По него, по излезот направи го твојот календар на настани. Трета работа, нека вечерата Господова ти биде празник. Повикај ги своите пријатели. Нека видиш што за тебе тој настан значи. Четврто, нека песната биде нешто природно, што ќе извира од тебе, од твојата личност, кој ќе доживееш искуства со Господа. Пета работа, запиши ги своите искуства со Господа. Тоа е начин кога од време на време ќе земеш таа книга и ќе читаш како Бог едноставно те водел. Шесто, направи олтар и со своите дарови што ги имаш, пред се себе дај се на служба на Господа, а после се тоа што го имаш, служи му на Господа и на тој начин покажи дека го цениш Господа. Седма работа, земи некој трак, како што беше маната, нека те потсети на твоите најубави искуства што Господ ти ги дал во твојот живот. Предпоследна работа, пеели ги, проповедај го она што си го доживел со Господа, затоа што поделените искуства со други ќе родат нови искуства. И на крај, нека излезот, твојот излез, мојот излез од овој свет, нека биде стил на нашиот живот. Нека тој ги регулира нашиот однос со Бога и нашиот однос со ближните, како што е запишано во 10 Божи заповеди. Слава нека му и на Господа. Амин.